Расте бројот на загинати на работното место. Само за 9 месеци 30 работници загинале на работа, велат од Македонското здружение за безбедност и здравје. Во период од јануари до септември оваа година 30 лица загинале на работните места, а минатата година бројот на жртви изнесуваше 24, што значи дека бројката се зголемува. Официјална статистика за 2018 година ќе имаме на 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. За сега како извор на информации ги користиме медиумите. Земјоделството се уште е црна точка во Македонија. Од Организацијата на работодавачи посочуваат дека месечно се случуваат по 150 несреќи на работа. Од таму додаваат дека потребен е нов закон за безбедност и здравје или пак значителни измени на постоечкиот. Се мешаат некои поими или не се добро прецизирани, како што се областите на градежништвото, да речеме работа на висина и така натаму. Мислиме дека треба да се направат измени и околу обуките и прегледите, исто така да бидат добро прецизирани, затоа што во суштина не е на законот само да ставаме обврски на работодавачите и да ги правиме трошоци. Суштината на законот е да ги намалиме несреќите. Државниот инспекторат за труд мора да ги зајакне капацитетите, посочуваат од Националниот совет за безбедност при работа. Државниот инспекторат за труд останува дека мора да ги зајакне капацитетите, дека мора да ги подобри хуманите ресурси и се она што оди со тоа. И тоа е зацртано и исто така е задача на Министерство за труд и социјална политика. И во претходниот извештај на Европска комисија, и тоа беше една од најклучните забелешки, да се Државниот трудов инспекторат на вистина насочи, охрабри, оснажи да делува онака како треба. Покрај работните места во земјоделството, за најризични во однос на безбедноста се сметаат индивидуалните производители, а потоа градежниците и вработените во црната металургија.